На 9 ноември, новиот градоначалник на општина Аеродром, Тимчо Муцунски, објави Facebook статус со тврдење: Аеродром прва општина што пренаменува маркица од згради во паркови. Овој Facebook статус и тврдење на Муцунски веднаш потоа осамна на повеќе портали, без да се направи проверка на информацијата. Таков е примерот со порталот Локално, кој објави содржина со наслов: Муцунски, Аеродром е прва општина што пренаменува маркица од згради во паркови. И порталот Лидер објави содржина со наслов: Муцунски, Аеродром, прва општина што пренаменува маркица од згради во паркови. Сличен наслов објави и порталот Курир: Муцунски, Аеродром, прва општина што пренаменува маркица од згради во паркови. Како и порталот Фактор, кој објави содржина со наслов: Муцунски, Аеродром, прва општина што пренаменува маркица од згради во паркови. Меѓутоа, насловите од повеќе медиуми објавени пред само 2 месеци, на 30 август 2021 година, укажуваат дека Аеродром не е првата општина што пренаменува маркица од згради во паркови. Например, порталот Нова ТВ на 30 август објави содржина со наслов: Општина Карпош избриша 4 маркици за згради со новиот дуб, а запиша 2 парка. Порталот Локално објави наслов: Карпош избриша 4 маркици за згради за 2 нови паркови и објект за државни институции. Порталот Фактор пак објави содржина со наслов: Наместо 4 згради ќе има паркови и државни институции. Општина Карпош избриша 4 маркици. Интересно е тоа што меѓу порталите што објавија дека Аеродром е прва општина што брише градежни маркици за паркови, се најдоа и дел од оние што во август објавија за слична таква постапка на општина Карпош. Оваа постапка укажува дека медиумите честопати од брзање или од други причини објавуваат тврдења на политичарите без да ги проверат, ако ништо друго барем во нивните архиви. А наместо вакво брзање и невнимание, публиката очекува од нив вистина, факти и проверка на секоја информација пред нејзино објавување. Само на тој начин медиумите ќе можат да ја задржат и да не ја изгубат довербата на публиката.